самото име Институт за јавно здравје, во самото име е содржано една од нашите примарни функции како институт, а тоа е да се грижиме за јавното здравје. Тоа подразбира дека треба да се грижиме за јавното здравје што се однесува за оние заболувања кои што се заразни, но и за оние заболувања и целокупното јавно здравје за населението на било кое ниво или од било кој сегмент. При она што јас го видов како работи кои што ги давал како услуга институтот, уште во првиот момент оценивме дека овој институт треба да се развива уште повеќе во насоката во која што и да дојде на една положба на која што навистина треба да ја има институтот, а тоа е да биде вистински чувар на јавното здравје, така да утврдивме одредени работи како институт што требало да се прават, а не се досега правени, и ние ќе се трудиме во следниот период во иднина да вратиме колку што можеме да вклучиме во услугите на институтот што повеќе работи како би биле навистина еден партнер на граѓаните. Така да, како што споменав, при првите работи што ги утврдивме, видовме дека можеби овој институт треба да дава совети во врска со откажување од пушењето. Тоа е една работа. Првата телефонска линија е Центар за советување од откажување од пушење. Не пуши, откажи се. Секој понеделник од 11 до 13 часот граѓаните можат да се јават на веќе објавениот наш телефонски број, каде што можат да разговараат со стручни лица. Втората линија е Центар за советување Инфобебе, каде што даваме совети за бремени жени, мајки, доилки и бебиња во однос на совети за начинот на исхрана, здравите животни навики, хигиената, вакцинацијата, доењето, психолошка поддршка на мајките и така натаму. Сето она што со кое што се соочува една нова мајка, нели? Сите оние што се мајки знаат дека во првите моменти им треба и како поддршка, совет, особено ако тој совет е од стручно лице, па како да се грижи за бебето, што да направи во однос на хигиената, во однос на доењето, во однос на вакцините и така натаму. Од тие причини сметавме дека во прв момент треба да им излеземе во пресрет на граѓаните, да отвориме две вакви линии, кои што, како што кажав, првата линија за пушењето, за одвикнување од пушење е секој понеделник и среда од 11 до 13 часот, додека оваа вторава линија Инфобебе е секој вторник и четврток, исто така од 11 до 13 часот. Ние секако планираме во иднина овие линии да ги прошириме и временски, и во однос на денови, и во однос на луѓе кои што ќе работат на овие линии. Се надевам дека ќе можеме и да отвориме еден центар, една канцеларија, каде што сите оние кои што имаат потреба ќе можат и физички, со физичко присуство да дојдат во нашите канцеларии и освен на телефон да добијат и совети со физичко присуство.